Спорот меѓу јавното претпријатие за државни патишта и шпанската компанија Рубау Конструкционес ке се решава на арбитража во Загреб, каде постои ризик Македонија да плати оштета од 10 милиони долари. Од владата се уверени дека до тоа сепак нема да дојде, иако Рубау ја стопираше изградбата на патот Дреново-Фариш и побара раскинување на договорот. Како причина наведуваат дека македонските власти не ја исплатиле последната фактура за изведување на работите. Надлежните тврдат дека аргументите биле на македонска страна. Излегува со контраобвинување дека Рубау Конструкционес 3 месеци не доставила план за работа, бавно градела, не успеала да ја предаде изградбата на делницата на друга компанија и го напуштила градилиштето, па затоа јавното претпријатие побарало активирање на банкарската гаранција од 7,7 милиони евра. Јавното претпријатие за државни патишта бараше од изведувачот Рубау да продолжи со активностите на градилиштето, со зголемена динамика, независно од неговата намера за препуштање на договорот со асигнација и исход од неговите преговори со друг изведувач. Значи, нас тоа не интересира, тоа е негова работа. Во меѓувреме, од страна на надзорот, известен е изведувачот на неколку пати за исклучително ниска ефикасност. Изградбата на патот ќе се пролонгира. За неколку месеци на тендер ќе се бара нов изведувач, а надлежните очекуваат градежните работи да продолжат веќе во март наредната година. Мислам дека за 3 месеци до 4 максимум, но ќе настојувам за 3, ама нема да ги брзам, бидејќи пресекот е многу битен, 1 месец да не го оптоваруваме за нешто да излезе квалитетно, да се заврши пресекот што е како е, да во јануар се објави тендерот и знаете, понатаму вие сте присутни на многу вакви работи, 45 дена, 10 дена, за некаде март, средина, веднаш да се отпочне со работа. И по 2 дена се уште молку од Рубау Конструкционес и незиниот правен застапник адвокатската куќа Хоган Лоуелс. Од двете фирми засега нема одговор на прашањата што им ги испративме за да објаснат кога шпанската компанија се одлучила на овој чекор, кој бил повратниот одговор од македонска страна, кои им се аргументите за да добијат обештетување од 10 милиони долари, кои им се следните чекори во овој процес и дали двете страни можат евентуално спогодбено да се договорат за трошоците од македонска страна да бидат што е можно помали.